дека имам посебна чест и задоволство да го повикам идејниот творец на македонски концепт. Човекот на кого не му се важни фотели и функции, туку му е важна вистината и само вистината. Сопруг, родител, автор, истражувач, политичар, но пред се македонец. Националниот лидер на македонски концепт, господин Петар Богоевски. Мартин направи најава за паметење. Јас прво се заблагодарам за ова големо присуство. Многу размислував денес што да се каже на ваков настан. Дали да се напише некој говор, да се прочита нешто од доктрината и да се каже нешто кое ни е на нас клучно и кое го живееме секој ден. И она кое најмногу ме прави горд на сите вас и на ова што го работиме последните месеци, тоа е причината поради која сите ние сме денес тука. Секако дека причината не е вие да бидете дел од некоја партија. Може? Причината секако дека не е вие да бидете дел од некоја партија. Причината секако не е зашто немате друга работа по дома, сите имате обврски преку глава, посебно сега пред празници. Него причината е во тоа што сум убеден дека тука присутните го препознавте излезното решение. Тоа што значи? Многу лесно е да говорам со саат и тука што не чини. Во сите области на државата, и проблеми, и политички, и економски, и дипломатски, и секојдневни скандали и така натака. Но најтешко на политичката сцена е да слушнеме решенија. Јас мислам она кое вие го препознавте до сега, за кратко време ќе го препознаат уште илјадници други луѓе надвор од салата, а тоа е излезното решение од кое се наоѓа и државата и нашиот народ во секаква смисла. Имаме проблем со функционалноста на нашиот политички систем. Со имплементација на решенијата за употреба на јазици, со имплементација на решенијата за балансери и така натака. Решението е тука, во нашата доктрина. Затоа викаме дека е најреволуционерното и најдоброто решение во моментов за Македонија, а верувам уште многу години. Тоа се решава на начин на индивидуален пристап кон секој граѓанин. Равноправност пред уставот на секој граѓанин. Имаме проблем со соседите. Оспоруваат функционалност на државата, оспоруваат идентитет на сите нас, оспоруваат причина и основ за наше постоење. Повторно решението е тука во нашата доктрина. Повторно решението е во граѓанскиот устав, кој како решение е над сите кои ги слушаме денес на политичката сцена. Слушаме разни приказни, кои се повеќе желби него решенија, но тука го имаме вистинското решение. Со граѓанскиот устав ние ги затвараме и внатрешните и наворешните проблеми. Покрај тоа решение, многу значајно е тоа што успеавме да направиме за кратко време, ако иземеме од регистрација на партијата некаде 3 месеци и претходно како движење уште година и нешто, успеавме да направиме едно големо семејство. Се надам че прераснеме во фамилија во која ќе се вклучат сите граѓани. Тоа наше семејство треба да биде доволно мотивирано доколку ја види вистинската слика која се обидуваме да ја презентираме пред јавноста, а јас сакам да ја упростиме и поедноставиме многу, за секој еден да ја разбере. А тоа е дека има шанса да бидеме запишани во историјата со големи букви,
како луѓе кои донеле спас, кои луѓе кои донесле решение, кои луѓе кои извадиле државата од оваа катастрофа во која западнавме во последните години. Многу едноставен е пристапот. Нашите веќе 3000 и нешто членови во партијата. Само да се дуплираа со по уште еден член, ги имаме потребните 6000 граѓани во 6 изборни единици, кои се сосема доволна база. Секој да донесе по 10 гласа, ги имаме потребните 6, 5 или 6 пратеници и пратеничката група на македонски концепт во македонскиот парламент. Толку е едноставно. Воопшто не треба да размислувате на вакви фактори, онакви фактори, надворешни, внатрешни, лаги, приказни, да бараме чуда. Решенијата се во нас. Промената почнуваат од секој еден од нас. Ако успееме да ги убедиме роднините прво, комшиите, да го напуштат она на кое се навикнати последниве 30 години и да ја постигнат таа промена прво во себе и да ја прошират духот на промената кон своите најблиски луѓе, ние го имаме потребното. А тоа е ја имаме пратеничката група, без која невозможно ќе биде да продолжат овие политички бандити кои денеска ги гледаме на политичка сцена, да ја прочесуваат земјата, бидејќи со таков фактор не ќе биде возможно да се состави влада која ќе биде повторно потеркот на речица, на разноразни палати, на разноразни дувла, кои освен организиран грабеж, освен договорен грабеж, на овој народ ништо друго ниту договориле, ниту направиле, ниту поразговарале. Во моментот кога ние ќе станеме таков фактор, одговорноста ќе падне врз нас. Кога ние ќе покажеме дека може да се заврши работата поинаку, не може да се договорат онака што се договараа до сега, по цена и 10 пати да се повторуваат тие избори, како во Словенија, како во Хрватска, како во Бугарија, како во ред други земји од светот, како во Италија многу често, тогаш граѓаните ќе ни дадат 10 струко посилна поддршка и ние дефинитивно ќе го постигнеме тоа за кое се залагаме. А тоа е рестарт на политичкиот, економскиот, општествениот систем во земјава. Без темелен рестарт, без почеток од нула, ова веќе не се оправа. Ова што е до тој степен искривено, девастирано, нема оправање. Мораме да започнеме од почеток, за да дојдеме до клучно она што сите го бараме, а тоа е па нека биде и млада фиданка, но нека расти како што треба. Подобро колку стар даб или орев накриво насаден. Тој како и да е, ниту плодови ќе даде, ниту ќе се исправи некогаш. Затоа ве повикувам да секој земете по неколку примероци од нашата доктрина, да ја погледнете прво вие, да ја поделите на вашите блиски пријатели, соработници, комши, пред се луѓе кои се интересираат за состојбата во земјата. Тука ќе најдат она што е клучно, а тоа е дека за нас постои само индивидуалецот, за нас постои само човекот. Од индивидуализмот понатаму протекуваат и идејата за нацијата, како спој на индивидуите, што е уникатно решение во нашата доктрина, државата, бидејќи ние нудиме држава или земја на еднакви можности, а не едно општество за сите арамии. Клучна е разликата. Понатаму доаѓаме до грижата за реалниот човек, клучен фактор, бидејќи квалитетот на животот на реалниот човек во земјата е она кое нас не води и ќе не води во следната кампања. И на крај сето тоа во склад со природата. Ваква уникатност и вакво револуционерна понуда на политичката сцена во овој момент нема. Затоа викаме ние сме поинаква партија, не само нова, него многу клучно поинаква партија. Партија од народот, зошто? Веќе морам да се пофалам. Регистрацијата на партијата беше од народот. Подписите ги собра народот за многу краток период.
финансирање на регистрацијата на партијата беше од граѓаните, од народот. Не сме земале пари од ниту една банда, од ниту една политичка партија или конкурентна опција, па да бидеме платеници на левите или на десните, на ваквите или на онаквите, па да не можеме слободно да говориме или да действуваме. На никого ништо не му должиме, освен на народот. Затоа викаме, ке действуваме како партија на народот и секогаш во име на граѓаните ќе ги донесуваме одлуките само и само во интерес на нашата држава и нашиот народ. Ви благодарам што ме слушавте. Се надевам дека за кратко време овој настан ќе се мултиплицира низ цела Македонија, ќе ги посетиме сите градови, ќе се видиме не само за доктрината, него и на конкретни теми кои ги тиштат граѓаните. И на тој начин ќе станеме, ако веќе говориме дека сме партија на народот, треба да станеме вистинска партија на народот, односно да станеме блиски со секој еден човек во Македонија. Благодарам многу, здрави и живи, се надевам се гледаме во друга прилика.